Почитувани гледачи, добро вечер, добро ни дојдовте во емисијата Здравето е се на Канал 8. Добро знаете дека во овие емисии ви даваме совети за вашето здравје заедно со нашите лекари. Вечер зборуваме за физичката активност и како истата влијае врз здравјето на луѓето. Ке зборуваме и за рекреативците и за професионалните спортисти со доктор Александар Стојменов, општ лекар од Штип. Докторе, добро вечер, добро ни дојдовте во емисијата. Добро вечер. Сме разговарале со вас на повеќе теми, но помалку внимание имаме посветувано на физичката активност, па еве оваа емисија ќе посветиме токму и на рекреативците и на професионалните спортисти. Ќе започнеме со рекреативците. Колку тие треба да вежбаат и како влијае рекреативното спортување врз нив? Прво да ги поздравам вашите гледачи. Сега, ова нека биде еден апел. Значи, физичката активност, освен тоа што има козметски или физички удел врз нашиот организам, треба да знаеме дека физичката активност има удел и врз внатрешните збиднувања на организмот, така да кога би поставиле прашања зошто една индивидуа која што е релативно задоволна со својот изглед, која што добро се чувствува, зошто таа индивидуа би имала потреба да тренира 2 пати, 3 пати неделно. И ви препорачувате и на таа особа која треба, која е задоволна со својот изглед и да вежба повторно. Зошто е тоа така? Прво, ќе земеме релативно здрава личност и исто така тука можеме да направиме една дистинкција со една личност која што е исто така релативно здрава, но која што да речеме во фамилијата ќе ни се провлекува болест како што е дијабетот, пример остеопорозата кај жените, високиот крвен притисок и кардиоваскуларите и многу други ендокринолошки заболувања. Така да сите тие личности кои што во моментот се осеќаат здраво, кои што се задоволни од својот изглед, би имале бенефит од таа физичка активност. Зошто? Прво, ќе објаснеме како физичката активност делува врз она што ние не го гледаме. Физичката активност прво делува врз метаболизмот на шеќерот. За да не навлегуваме во детали, да ги збунеме оние кои што не ги интересираат поединостите, само ќе кажеме дека кога имаме една личност која што во фамилијата има да речеме неколку колена со дијабет, физичката активност значително би ги намалила шансите на таа личност, исто така во текот на животот да добие дијабет, тоа е клинички докажано, поради тоа што физичката активност ги сензибилизира инсулинските рецептори, односно го подобрува потрошувањето на шеќерот. Без да навлегуваме во детали, тука исто така можеме да ја спомнеме и групата на луѓе кои што се веќе дијабетичари, со редовна физичка активност, кај нив доаѓа до намалување на лекарствата, оние кои што се на инсулин, намалување на бројот на боцкања во текот на денот. Тоа е еден бенефит кој што го имаме врз шеќерот. Можеме тука да ги земеме, буквално сите жени. Знаете, кога зборуваме за остеопорозата, тоа е една болест која што е на еден начин неизбежна и секоја жена, голем процент од жените ја имаат во подоснежните години. Механизмот се знае, тоа едноставно е во ендокринологијата на женскиот организам, односно поради хормоните на женскиот организам. Сега го знаете, нашиот менталитет, кога ќе дојдат на лекар, нив ги интересира што да пијат, колку да пијат, никој не го интересира превенцијата. Ама најсигурна превенција за остеопорозата е физичката активност. Тоа ќе ви го каже и секој ортопед. Огромен процент на шансите една жена да добие остеопороза за огромен процент се намалува, доколку таа истата би имала да речеме 3 пати неделно физичка активност по да речеме просечно 30 до 40 минути. Тука би ги ставиле луѓето кои што имаат покачени холестерол и триглицериди, посебно триглицеридите. Кога зборуваме за физичка активност, не мора тоа да биде дефинирана дали теретана, дали пешачење. Али тоа треба да биде Тоа може да биде пливање, може да биде тенис, да биде зборуваме за рекреативна, да не биде со претерано заморување, задишување, 3 пати неделно по 30 минути до саат време, али да биде доволно за да се испотите
доволно за да го натерате вашиот организам да се адаптира, И да срцето троши да работи калории. побрзо. Кога сме ги кардиоваскуларниот систем, исто така, значи имаме позитивни, значи страшно позитивни резултати врз целиот, значи кардиоваскуларен систем, тука е срцето, крвните садови. Добро е познато дека стоечките професии имаат, например, голем ризик од народски кажано проширени вени. Кој е механизмот на добивање на проширените вени? Значи, вените можеме да ги замислиме како едно цревце. Во тоа цревце има едни, така да кажем, залистоци, кои што се викаат стручно валвули, и пошто вените имаат функција крвта да ја враќаат нагоре кон срцето. Сега, тие залистоци имаат значи функција крвта кога ќе таа треба да иде нагоре, и кога ќе проба крвта да се врати под дејство на гравитацијата, тие залистоци се затвараат, така да крвта оди само нагоре. Сега, дали генетски, дали поради дејството на гравитацијата кај стоечките професии, доаѓа до нарушување на тие залистоци, до нарушување на зидот на вената и значи тоа цревце, дали поради проширување на зидот на неговиот лумен или пролабирање на тие залистоци, настанува доаѓа до враќање на крвта заостанува, па ги имаме тие отоци, па се прошируваат вените и да не должиме многу, значи сега тука како влие физичката активност? Физичката активност, например, можеме да земеме за пример едно пешачење. Самото стегање на мускулатурата, околната мускулатура околу вените, им помага на тие залистоци и му помага на тонусот на вената, односно помага во враќањето на крвта. Значи, сите оние кои што имаат стоечки професии, тука спаѓаат стоматолози, хирурзи, продавачи, месари, значи, сите оние кои што имаат стоечка професија, добро би било да имаат 3 пати неделно пешачење, или не, значи може тоа да биде во теретана, може да биде на елиптичен степер, може да биде, значи, било каква физичка активност, за да превенираат нешто што е ризик за нивната професија. Исто така, кога го разгледуваме кардиоваскуларниот систем, тука е, значи, крвниот притисок. Значи, добро знаеме дека спортски притисок или нели е нискиот притисок, така да доста помага физичката активност во крвниот притисок. Луѓето исто така знаат да кажат дека кога ќе почнат со физичка активност им се зголемува либидото. Тоа е поради тоа што самата физичка активност ги активира освен сите ендокрини жлезди, тука се половите жлезди, па се лачат машките хормони. Значи, луѓето се осеќаат на машките хормони, всушност вината што луѓето се осеќаат посамоуверено, значи малце поживо. Така да физичката активност на еден начин го буди организмот. Сега, освен значи овие состојби, болести и предиспозиции кои што ги спомнавме, да речеме дека имаме нека позитивно влија и на оние кои се задоволни со својот изглед и кои се сосема здрави. Сега да земеме една личност која што во фамилијата, да речеме, нема никакви, ама апсолутно никакви предиспозиции за некоја наследна болест. Или генетски, така. Значи, самата физичка активност, освен тоа што значи ќе го разбуди организмот, ќе направи подобар баланс на хормоните. Значи, имаме, да не го спомнеме, значи, тоа е, значи, веќе мислам дека дека е општо познато, прво потрошувачката на калориите. Секоја физичка активност има... За сите оние кои сакаат да намалат малку во својата тежина. Па и без разлика дали сакаат да намалат, значи, мораме да... Значи, пошто се разликуваат современиот човек и праисторискиот човек. Праисторискиот човек требало да улови плен, да се качи на дрво, додека ние сме цело време по автомобилите, цело време сме, значи, така да нашиот организам е создаден да се движи, да се прилагодува, значи, целиот наш организам е машина за адаптирање. Така да, значи, ние мораме да му го дадеме на организмот тоа за кое што е створен. Значи, мора нашиот организам да има физичка активност барем 3 пати неделно. Без разлика дали сакаме, дали се осеќаме здрави, без разлика дали сме презадоволни од својот изглед. Секој кој што е задоволен од својот изглед, барем ќе се чувствува подобро. Значи, ќе може да јаде малку повеќе без грижа на совеста, тука се тироидните хормони кои што се активираат, значи тоа е едно будење на целиот организам во целина.
со физичката А активност. тоа е за оние кои се задоволни од својот изглед. Што е со оние кои сакаат да намалат или да зголемат во тежина? Колку треба тие да се физички активни? Сега, тука, значи, бидејќи имаме многу различни типови на Така, тело. добро, индивидуално е, но... Тоа е малце поиндивидуално, али нели ќе зборуваме општо. Например, ако имаме една личност која што сака да намали, значи, тие се поактуелни. Ако имаме една личност која што сака да намали, например, 5-10 килограми, значи, апсолутно е возможно да го постигне тоа со, да речеме, 3 пати неделно физичка активност. Океј би било и 4 пати и 5 пати, али знаете кога на луѓето ќе им кажете дека треба 5 пати да вежбаат уште од старт, а тие немаат физичка активност, добро е да се започне со 3 пати неделно. Значи јас лично сум имал консултации со пациенти кои што во исто време имале некоја болест, например диабет, имале некоја друга пропратна болест, сакале да спуштат килажа, и тоа биле луѓе кои што воопшто немале ама баш никаква физичка активност, луѓе кои што како професија се кувари, пекари, И кои што гурмани. не може да биде пекара да не биде гурман. Значи, тоа се луѓе кои што имале потешкоти да се качат на велосипед и да возат по 10 минути еднаш неделно. Самите тие луѓе, кога ќе дојдат кај мене после 2-3 недели, значи кажуваат дека прво навечер подобро спијат, подобро се чувствуваат, значи веќе можат да си дозволат, можат да издржат 3 до 4 пати неделно по половина час, дали джогирање, дали велосипеди. Самото тоа чувство, значи е крајва самодовербата, така да сега, кога зборуваме за оние кои што сакаат и да намалат, и да зголемат, односно да имаат, значи, физички ефект од физичката активност, треба да кажеме дека освен физичка активност, едно 60 до 80% припаѓаат на другата пропратна работа која што е исхраната. Значи физичка активност, освен тоа што има позитивен ефект врз работите кои што ги набројавме, за да го максимализираме низиниот ефект, например, врз топењето на масти, тука би требало да се внимава на исхраната. Сега нели имаме зборувано во претходните емисии од прилика како би требало тоа да изгледа, но мораме да напоменеме дека огромен процент припаѓа на исхраната, затоа што луѓето, имаме голем број на луѓе кои што мислат дека ќе испешечат половина час, па после тоа им е дозволено, значи не. Значи, за да го максимализираме ефектот од физичката активност, тоа треба да биде, значи не мора да биде луѓето да се плашат дека тоа треба да биде, значи да биде шема, во толку часот треба тоа да се, значи едноставно да биде прилагодено и да му се прииде без стрес. Едноставно треба начинот на живот, значи тоа треба да биде животен стил. Исто така тука се луѓето кои што сакаат да покачат. Значи имаме и такви луѓе кои што, нели, што викаме дека што и да јаде, ништо не му се зафаќа. Сега тие се малце покарактеристични, еден дел од нив кои што се типични ектоморфи. Први мораме да објаснеме самото, нели, народски сало или масно ткиво во организмот е составено, тоа е фактички депо на енергија, односно на масти, кој што телото ги чува како капитал во банката и тоа се, значи, малечки келии кои што во себе складираат масти. На пресек изгледаат жолто, желатинесто. Сега, кога една релативно обезна или дебела личност, која например ќе изгуби од својата килажа 10, 15, 20 килограми, значи тие клетки не исчезнуваат, туку тие само, замислете едно кесе, тие само се скврчуваат. Така да после, кога ќе се вратиме на исхраната висококалорична, тие повторно почнуваат да складираат масти. Од другата страна, односно другата крајност, се луѓето кои што воопшто немаат масни келии. Значи, тоа се оние кои што ништо не им се зафаќа што и да јадат, ама по друга страна кај нив, значи не е само проблемот во масните келии, кај нив е проблемот со тироидните хормони, малце, значи ништо, значи тоа не е страшно. Малце со инсулинските, односно со метаболизмот на шекерот, значи тоа се луѓе кои што имаат еден хипербрз метаболизам. Што значи тоа? Тоа значи дека ако на една просечна личност ти треба 2000 калории за да го одржи она што се вика, нели, базален метаболизам. Цревата да функционираат нормално, значи без разлика на физичката активност,
треба одреден број на калории за организмот да се функционира нормално. Кај тие луѓе треба малку повеќе, затоа што самиот организам на еден начин ги согорува калориите многу побрзо и со поголема рата од кај обичните. Така да, кога веќе го имаме тоа во предвид, лесно е да се претпостави дека и кај нив огромен процент би била исхраната. Сега тоа не значи дека тие треба да јадат, значи празни калории, чоколада пошто и алкохолот има калории, ама Да, скриени. значи најдобро е сите тие личности околу физичката активност да имаат брзи калории, значи бело брашно, слободно може да јадат чоколада и сите тие работи, а јадрото мора да бидат, значи, с голем внес на протеини, затоа што нашето тело примарно протеините ги користи како градивен материјал. Мастите и јаглено-хидратите, односно шекерите, ги користи за енергија. Така да, исто така, значи, и тие луѓе морат да обратат внимание врз исхраната. Значи, таа треба да се содржи од голем внес на протеини. Например, ако имаме личност од 70 кг, школски е да внесува 70 грама на протеин. Односно, 1 грам протеин на секое кило телесна тежина. Кога имаме личност која што сака да ја зголеми својата телесна тежина, тој внес треба да биде од 1,5 грам на секој килограм, а сосема безбедно и најсигурно и најопшто прифатено е да биде дупло. Значи, 2 грама протеин на секој килограм телесна тежина. Во превод тоа значи една личност која што сака да ја покачи својата килажа, која што е условно кажано 70 кг, треба да внесе 140 грама протеин. Сега кога ќе дојдете кај мене, 140 грама протеин, да, колку треба месо да исат? Па, за да не биде монотонно, јас, например, јас правам индивидуални програми правите, да. Јас правам комбинација, например, ако изеде 5 јајца, тоа ви се 30 грама протеин. Уште 400 грама месо, пример, можеме 2 оброка да имаме месо по 200 грама месо. Значи, 100 грама месо има 20 грама протеин, значи тоа и се 80 грама протеин, заедно со јајцата, вие веќе сте над 100 грама протеин. Тука би било во ред малку јогурт, малку млеко, нешто бадем, и вие веќе доаѓате, а тоа веќе набројавме 3 до 4 оброка, значи, така да, кај луѓето кои што сакаат да имат и козметски ефект од физичката активност, огромен внимание треба врз исхраната. Тоа треба да биде пропратено со физичка активност, се разбира повеќе во теретана, доколку станува збор. Значи, за оние кои сакаат да добијат во тежина. Сега, обично тука се исто така една посебна група, девојчињата кои што сакаат да добијат на тежина, и морам да го спомнам затоа што тоа е едно најчесто поставуваните прашања кои што ги добивам. Знаете, сите девојчиња се плашат дека ќе изгледаат премускулисто ако вежбаат. Ама јас не икам да се развијам, не сакам да бидам како машко, како тие на телевизија. Прво, значи, не е возможно жена да хипертрофира, односно да направи завидна мускулна маса, поради тоа што самата жена го нема главниот фактор, односно машкиот полов хормон тестостерон. Тоа што го гледате на телевизија и на интернет, да. Тоа се допингувани жени, тоа се професионалки кои што врска нема, значи со една рекреативна жена која што само сака да го тонира и да го обликува своето тело. Сега, зошто таа, значи, јас на сите им советувам тренинг во теретана и обавезно, значи, тегови. Зошто тегови? Нашето тело е створено да се бори против гравитација. Аналогија која што ја давам, зошто мора, значи, прогресивно, значи, зошто јас ги терам, значи, моите, да не кажам клиентки, оние кои што, значи, барат совет, зошто ги терам, значи, јас не ги терам да ставаат огромни килажи, али мора, значи, тоа да биде прогресивно, малку по малку да се зголемува теретот, затоа што, како што кажав, нашето тело е машина за адаптација. Пример, ќе дадеме за да може тоа луѓето малце по-добро да го впијат. Ако сакаме да добиеме тен, кога ќе излеземе, да речеме, првиот ден на сонце, ние од 5 минути гориме. Има постепено, значи да се добива бојата. Но после 5 дена, по 5 минути, телото ќе ги компензира тие 5 минути и вие ќе имате една боја која што ќе си стои цело време, значи, на тоа ниво. Ако сакате малце повеќе да поцрнеете, вие треба да се експонирате 10 минути, па 15, па 20, па
Кога ќе дојдете до лимит кај што веќе не црнеете, вие се мачкате со улје. Да привлечете уште сончеви зраци. Значи, што ми е поентата? За нашето тело да го натераме на промена, во случајов да таложи пигмент, ние треба прогресивно да го зголемуваме изложувањето на сонце. Сега, зошто го давам овој пример? Ако сакаме да го натераме телото да таложи, како во случајов пигмент, да таложи градивна материја, рековме дека се протеините на посекуваните места, значи колковите, бутовите, сакаме оформен задник, сакаме оформени раце. Ние мора тоа тело да го стимулираме на истиот начин како што го стимулираме со сончањето. Така што, значи нема ние од почетокот да ја дадеме на девојката, значи страшна килажа, значи тоа е индивидуално, значи али мора да почне со вежби со тегови или со машини, секако нели, тука ми е битна правилна форма, рабетот да биде прав. Но кога девојчето ќе осети дека таа тежина веќе е лека, значи мора постепено да се зголеми затоа што самото тело ја компензирало таа тежина, за да го натераме повеќе да таложи градивни материи, ние треба уште малку да го стимулираме. Значи, самата физичка активност тука има огромно влијание со тоа што го стимулира телото, слично на сончевите зраци, значи го стимулира телото да се адаптира. Сега, значи, како што кажавме, од исхраната зависи дали тоа тело ќе се адаптира со тоа што ќе троши масти, или тоа тело ќе се адаптира со тоа што ќе таложи протеини затоа што ќе се вика чекај наредниот тренинг ќе ми стават плюс тегови, па јас морам да бидам посилно. Значи, буквално е така. Така да не се плашат девојчињата дека ќе бидат премногу мускулисти, значи тоа не е можно, освен кај нели генетски предиспонирани, тие се многу малку. Тука е проблемот дури и кај машките. Значи, имаме личност која што никој пат не е влегла во теретана, која што, например, не е влегла да плива малку повеќе. И кога таа личност ќе има физичка активност, дали пливање во базен, дали трчање, знаете, утре го осеќате она благо воспаление на мускулите и осеќате мускулчиња кои што не сте ни знаеле дека постојат на вашето тело и вие си викате, леле, ова расте, замисли за 2 недели, 3 за 2 месеци, значи тоа е само почетен ефект, тоа е воспаление. Така да не се плашат со добро оформена програма, апсолутно се е возможно и исхраната го има главниот збор. Така, да. До сега зборувавме за рекреативното спортување, но тука ќе направиме една компарација помеѓу рекреативното и професионалното спортување. За рекреативното веќе кажавме како и на кој начин треба да се практикува, но што е со оние професионалците? Со професионалното спортување и тука ќе кажеме и за штетното влијание, можеби на професионалното спортување. Доколку го има. Значи, за да направиме разлика, први ние треба да направиме една дистинкција кои се целите. На една страна имаме рекреативец кој што иако и тој значи сосема сериозно се нафатил дали да слабее, дали да значи тој не брка компетитивни норми. Тој например не оди на надпревар, не оди на надпревар, значи нема треба за надпревар, тука сака да изгледа поубаво, така. Значи секој може да биде побрз отколку што е моментално, ама оној кој што брка норма за на Олимпијада, треба да биде екстремно побрз од една просечна личност. Сега, разликата помеѓу овие двајца е што рекреативецот може да си дозволи да рипне тренинг. Рекреативецот, ако значи нема одреден термин каде што треба да темпира форма, додека професионалецот ако има надпревар било кој спорт, например за 2 месеци тој мора да ја темпира формата и да биде во пик форма токму на денот кога е надпреварот. Па знаеме например дека често, тоа е за индивидуалните спортови, знаеме дека екипните спортови имаат секоја недела имаат нели надпревари, па имаат лиги, купови, така да тие мора едно константно ниво на форма да го држат цело време. Сега пак ќе кажеме, значи разликата е што освен тоа што некои им го плаќа трудот на професионалците, значи кај професионалците имаме строго зацртани критериуми, норми, имаме рекорди, тежина и така натаму. имаме рекорди, кај што знаете како викаат, се памти рекордот. Луѓето треба да сватат дека не секој што ќе влезе во теретана мора да изгледа како Шварценегер или не секој што трча на стадион
мора да биде Усейн Болт или не секој што има фудбал дома треба да биде Меси. Значи сите тие спортисти кои што ги гледаме на телевизија, нашите херои, се луѓе кои што се имаат откажено од многу социјален живот, од едукација, од образование, од жени, од пријатели, од здравје. Токму поради тоа за да го перфекционираат, да ги перфекционираат своите спортски перформанси. Иако, значи, апсолутно е здраво спортувањето, значи јас немам став дека професионалното спортување е нездраво, ама медицински факт е дека професионалното спортување сепак има и влијание врз организмот. Сведоци сме дека многу млади спортисти значи баш пред наши очи имаат починото на дали на тренинг, дали на самиот надпревар. Во 80% од случаите има една состојба која што е одговорна и се вика хипертрофична кардиомиопатија. Тоа се најчесто генетски предиспонирани индивидуи кај кои што срцевиот мускул се развива со побрза рата отколку кај нормалните луѓе. Затоа што сепак и срцето е мускул. Значи кога трчаме, освен тоа што ни јачаат мускулите на нозите, и срцето се адаптира, и срцето јача, и срцето расте. Нема да навлегуваме кардиолошки кои проблеми ги прави срцето, затоа што тие се малце покомплексни, поради дебелината на зидот, нарушено е, значи, пумпната активност на срцето, па тука е веќе подлога за аритмии, за инфаркти и ненадејната срцева смрт, али ќе кажеме дека дури и оние кои што се непредиспонирани, односно кои што немаат наследно оваа состојба, познат е терминот на секој кој што рекреативно тренира било што малце посериозно, дека кога ќе иде на доктор му викаат и добар си, имаш спортско срце. Се уште во медицината е контрадикторно колку тоа спортско срце е позитивна работа да се има, колку е негативно. Значи, апсолутно ние немаме став да ги исплашиме луѓето дека не треба да се бават со спорт, но секој кој што професионално се бави со спорт, мора да прави редовни ехо прегледи, кога зборуваме веќе за срцето, значи со редовна крвна слика, редовни ехо и ЕКГ прегледи, мораме ние да пратиме колку и како се развива срцето. Пошто, зборуваме за професионалци. Тоа е нешто слично, тоа треба да функционира на истиот принцип како што сите во конфекцијата треба 2 пати во годината да имаат на специјалист по трудова медицина, да видиме дали од климата имаат некакви последици врз белите дробови, дали поради шиењето, нели? Тоа е на еден начин професионална деформација која што мораме да следиме како се развива. Така да секој професионален спортист од најмладите години би требало барем 2 пати во годината да прави преглед на срцето и тука пред се ехокардиографија, за да се види како и со која рата се развива срцето, односно срцевиот мускул. Сега, значи, кога веќе сме кај професионалните спортисти, има една табу тема која што не е само табу во Македонија, туку е табу во целиот свет, тука е веќе допингот. Значи, исто така нема да кажеме дека значи, мој став е дека допингот е штетен. Значи, тоа се сепак лекарства кои што медицината ги усовршила за лечење на некакви болести. Но сега треба да сватиме дека професионалниот спорт е сепак и бизнис. Замислите вие да одите на еден бодибилдинг надпревар и просечниот бодибилдер да изгледа како некое дете од малото што прави склекови. Значи, луѓето сакаат да платат карта за да видат нешто што отскокнува од нормалното. Погледнете ги кошаркарите што играат во НБА денеска и пред 50 години. Значи, апсолутно нема никаква врска. Значи, сите спортисти, без оглед на спортот, имаат еволуирано со помош на медицината. Сега, тука нема ние да кажеме став. Значи, апсолутно, дефинитивно, значи, тоа се лекови, но сите тие личности кои што ги користат под надзор на стручни лица, го ризикуваат своето здравје за пари, за рекорди, така да едноставно спортот денеска не би бил тоа што е
доколку не би постояла медицината и низината инволвирана во спортот. Но оваа тема е табу поради тоа што многу млади, најчесто рекреативните вежбачи во теретана, младите фудбалерчиња, младите кошаркарчиња се одлучуваат за допинг затоа што мислат дека тоа е единствениот начин на кој што може да станат врни спортисти. Значи, прво ќе кажем една работа, ќе го земеме за пример, например, фудбалерот Меси. Значи, буквално било што да им дајете на сите фудбалери, значи тој пак ќе отскокнува. Дали биле допингувани сите или не, например, ги имате 100-метрашите. Моментално е актуален Усейн Болт. Иако јас ви гарантирам дека сите во финалето се допингувани, тој пак е за 3 чекори пред сите. Кога не би биле допингувани, може би сите би биле, да речеме, за една секунда поспори, ама тој пак би бил 3-4 чекори пред сите. Значи, тука е генетската предиспозиција, напорната работа, трпението, пошто вие мора да бидете трпеливи, значи, мора да имате, да бидете, значи, фокусирани, значи, многу комплексна работа е професионалниот спорт. Така да, дури и кога еден млад спортист би почнал да размислува за допинг, пред се тој треба прво да реално да размисли која му е целта. Дали би му мора да си има некоја цел за да се дали би му се исплатило во однос на дали би било за светско првенство, дали би имал шанса за медал. Дали би го направил тоа за државно првенство. Значи, тоа се индивидуални работи, но апсолутно тоа треба да биде, значи, современите екипи, иако тоа никој не го кажува јавно. Значи, во Бугарија се знае лекарот на боречката репрезентација, кој што е одговорен за тие работи, на боксерската репрезентација, значи, тоа е една, да кажеме, јавна тајна. Така да, пак ќе кажем, значи, професионалните спортисти се тоа што се пред се заради карактерот, заради генетската предиспозиција, затоа што едно апче нема да ве направи Кристијано Роналдо, ниту Майкл Джордан, ниту Леброн Джеймс. Значи, тие се родени да бидат големи спортисти. Сега, со помош на средствата кои што ги спомнавме, тоа дополнително значи тоа е само спорт на едно малце повисоко ниво, што би привлекло и повеќе фанови, и лично и мене ми е поинтересно да гледам двајца боксери кои што се хипертрофирани, кои што се големи, значи поатрактивно е за просечниот човек. Али пак еден апел до помладите, прво треба да знаат дека без помош на допинг, само со здрава исхрана, со добро трпение, со многу волја, се постигнуваат страшни резултати. Кога ќе дојдете до тој лимит, кога нели вашето тело природно ги има постигнато сите граници кои што му се зацртни, пошто генетски секој има граница до каде што може да оди. А реално гледате дека имате шанси, можеби имам случаи со деца кои што веќе работат по странски клубови па им нудат такви работи. Значи тука јас никогаш не се мешам земи или немој да земаш. Значи тоа е апсолутно одлука на спортистот. Значи тука не може да му се меша ни фамилијата. Така да само од мене еден совет. Ако реално имате шанси да бидете голем спортист, да играте во голем клуб, значи сами треба да одлучите дали вреди да инвестирате од своето здравје. За рекреативец, дечко кој што, например, тоа е многу актуелно, знаете, ќе дојде пролет, па за да се импресионира девојчињата на лето. Значи, тоа е возможно да се направи и без допинг. Со она што го зборувавме до сега во емисија. Така да, пак ќе кажем, значи, за професионалните спортисти, бидејќи професионалниот спорт е на едно малце по-друго ниво, тоа не е само кај професионалните спортисти. Еве, имаме во последно време во многу документарни филмови имаме сведочење и за големите свирачи од филхармонијата, тие користат бета-блокатори, исто користат лекови, значи тоа е еден вид на допинг, за да го намалат треморот, односно тресењето за да вадат почисти ноти. Имаме кај војниците, имаме, значи, буквално во сите професионални професии, поради тоа, значи, секој кој што пие дома диазепам за смирување, а нема, например, вистински индикации, е на еден начин
не е со цел спортски перформанси, ама идеята е таа, така да Значи треба да се има цел зашто треба да да се има цел, да се знае дека сепак внесуваме лекови, тоа се лекови. Тоа се лекови кои што сепак ќе предизвикаат нешто во вашиот организам. Ние кога примаме антибиотик, еден обичен пеницилин, има значи десо врз нашиот организам. Значи, нели викаат, секој лек е пола отров. Така да, значи, јас нема да бидам ниту против, ниту за. Секој нека се одлучи сам. Според целта која сака имајќи да во предвид дека инвестира здравје, и ако е спремен да инвестира време, да инвестира социјален живот, тоа би била една од најголемите разлики помеѓу професионалниот спортист и рекреативец. Вие секојдневно работите и со рекреативци и со професионалци. Зашто најмногу се интересираат луѓето? Најголем процент зашто доаѓаат кај вас? За да зголемат или да намалат тежина или можеби да се занимаваат со спорт па да ги советувате? Секој различно, но во најголем процент што не го бара. Па еве ќе почнам вака. Штип на пример е познат по боречкиот клуб Балканец. Еден пример. Ние имаме значи страшни борачи кои што имаат значи и до олимпијада, значи страшни врвни борачи. Неколку од ветераните ми се и пациенти кога ќе дојдат на преглед редовно зборуваме за тоа, значи до еден степен, до јуниорска возраст и до рана сениорска возраст, нашите борачи, не мора штипските борачи, македонските борачи доминираат на еден начин и во регионот, се носат со многу побогати земји, али само во ниските, значи во младите години кога тука е уште генетската предиспозиција, каде што е уште тренингот битен, кога ќе влезат во сениори. Тука веќе има уште една дистинкција кај професионалниот спорт, тука веќе огромен процент влијае на тоа колку пари државата ќе вложи во спортистот. Тука се значи додатоците кои што ги имам јас кај мене во продавница, значи протеинските додатоци, креатините, исхраната. Така да сите оние спортисти кои што се како јуниори шампиони, често ќе дојдат и ќе ми речат: "Па докторе, јас пред 5 години го тепав како сакам, сега не можам да го гледам, не па да се борам со него." Значи, жално е тоа што ние имаме страшни потенцијали, гарантирам за било кој спорт, ама сепак државата не посветува доволно внимание да се развијат, да се доразвијат во врни спортисти. Сега прашањето ваше е зошто доаѓаат кај мене. Кога сите тие спортисти ќе идат на припреми во Бугарија, често се среќаваат во ист хотел или имаат заеднички припреми, например, со бугарската репрезентација, со германската репрезентација. И тие прво гледаат што е разликата. Значи викаат: "Добро, ние доручкуваме леп и маргарин." Тие имаат личен доктор кој што ќе дојде и ќе им каже: "Тоа ќе доручкувате, тоа ќе доручкувате." После тренинг ние ќе одиме на спинет, тие еден по еден влегуваат кај личниот доктор. Значи тој пак им готви програма буквално за се. Разликата вика е тоа што ние кога ќе идеме на втор тренинг сме претепани, тие се спремни и за трети и за четврт тренинг. Така да полека тие сваќаат дека разликата е дека медицината има огромно влијание на еден начин како ќе се развива еден спортист. Така да Значи консултацијата со лекар е неизбежна во тој момент. Буквално имам работено со кошаркари, фудбалери, одбојкари, со боречките спортови и значи во сите случаи кога нормално, значи кога тие се дисциплинирани и го прават тоа што ќе се договориме, сите значи доаѓаат после, да речеме, дури тој многу краток период. Тоа зборува каков потенцијал имаат тие спортисти. Ќе дојдат за 2-3 недели, значи дури им е чудно. И вика и тренерот ми вика: "Добро, што е проблемот? Зошто си толку побрз? Зошто си толку посилен?" Значи со само една промена, значи им правам манипулација. Што да доручкуваат сабале, што да јадат пред тренинг, што да јадат после тренинг. Им уфрлувам сега специфициран тренинг во теретана. Сега, например, нема да биде тренингот кај борачи, кај боксер ист или кај фудбалер, например. Ама кога ќе го следат мојот програм, сите тие, да речем, за месец-два веќе се на едно малце повисоко ниво. Пример ќе дадам еден од борачите со кои што работам.
значи, во борењето да победиш русин е како во фудбалот бразилец, како во пинг-понг кинес. На официјален натпревар успеа да победи русин, стана трет на еден меѓународен, доста престижен турнир и кога се врати, првото нешто што ми го рече, пошто нели ти имаат борби, по 2-3 борби дневно. И вика порано кога се борев, првата борба ми изцедеше, втората веќе раците ми паѓа, сега после некое време од кога работевме заедно, така. значи и дури оние кои што го гледаа беа зачудени затоа што тој е тешкаш, преку 120 килограми. И беа зачудени од неговата агилност, од неговата брзина. И сум пресреќен поради тоа што можем да им помогнам и се надевам, еве сега имаме и со некои од нив имаме светски првенства, европски на есен. Тоа за оние професионалците, нели? А за рекреативците, на што најмногу се фокусираат? Значи, не само штипа и кочани, затоа што Да. Имам и од кочани спортисти. Так. Доста задоволни. Па не, нели, ме прашате за професионалците. Тие бараат програма за покачување на едно ниво нагоре, додека рекреативците првин бараат да бидат како професионалците, сите, па откако ќе им објаснам дека, значи, една канта протеин нема да те направи професионалец. Значи, сите тие професионалци имаат карактер да се стават во карантини по 3 месеци, да не ги видиш во кафич, да не пиеш алкохол, значи и кога ќе им објаснам на луѓето, тогаш ти па добро што да правиме, значи како, значи најчесто се заинтересирани за машките за добивање мускулна маса, за вадење на плочките народски, односно нели топење на мастите. Девојчињата се претежно за топење на масти, иако има и такви кои што сакаат, дури има и девојчиња кои што сакаат да бидат мускулести. Така да, од кога почнав малце појавно да го работам ова, луѓето, значи, на еден начин осмелија да дојдат и да прашаат. Оние кои што се срамат ми пишуваат преку интернет, па потоа кога ќе видат дека сум отворен за комуникација, доаѓаат, значи, им помагам. Мислам, не го наплаќам мојот труд, затоа што ми е кеф тоа што можам да влијам, да променам еден организам, да му дадеш самодоверба и тие работи, тоа е непроценливо. Морам тука да ја пофалам вашата емисија. Од кога ми ја пративте вашата емисија, ја споделив неколку пати на интернет, ми се случи неколку пати дури во Скопје, каде што нели вашата телевизија воопшто не ја гледаат. Преку интернет ми се случи да ме сретне човек во Тинекс, во Карпош, таму каде што има моментално стан, да ме сретне и да ми рече: докторе, јас се трансформирав со помош на вашата емисија, и мене ми беше чудно, од каде? Па вика на YouTube еден другар ја држи вашата диета, па ми ја препорача, така да... Така, преку интернетот сега може секој да гледа. Така да тука и на вас морам да ви се заблагодарам за оваа кампања. И ние мора да се заблагодариме, нели, за тоа што секојаш си отворен за нашите гледачи. Верувам дека после оваа емисија секој ќе се зафати за велосипедот или можеби за пешачење и да спортува. Без разлика која му е цел. Затоа што е тоа многу здраво, како што кажавме, ние веќе 60 минути посветивме токму на спортувањето. Јас ќе ви се заблагодарам што одвоивте време за нашите гледачи. Се надевам повторно ќе се работуваме и има за што да се зборува со вас. Благодарам. И гледачите се интересираат. Благодарам и на вас. Благодарам. Почитувани гледачи, разговаравме со Александар Стоименов, општ лекар, зборувавме за влијанието на физичката активност врз здравјето на луѓето. Ако ви се допаднавме, гледајте ни следната среда во истиот термин. До тогаш останете ми во добро здравје и слушајте ги советите на нашите лекари. Довидување.